Во 2014 година општина Кочани влегува со 2116 предмети во процедура за легализација на бесправно изградени објекти од поднесените 5988. Тоа значи дека во следните месеци ќе се постапува по овие барања, со целистите да бидат решени. Од скупниот број досега се уште не се комплетирани околу 3900, а одбиени се 25, заради недостаток на еден од трите побарани документи, главно елаборати. Барателите за легализација имаат можност до мај годинава да ја комплетираат документацијата. Од општината апелираат граѓаните навреме да ги поднесат елаборатите за легализација на дивоградбите, за да можат геодетските фирми да ги изработат во законскиот рок. Со измените на законот во 2012 година што се донесени, има ограничен период на доставување на геодетски елаборати врз основа на кој се врши легализација на бесправните објекти. Со овој закон се предвидени доставувањето на елаборатите да се изврши од донесувањето на измените во рок од 18 месеци, односно година и пол, што тој рок истекчува некаде во мај месец. И ја користам оваа прилика сите граѓани на општина Кочани кои имат доставено барање за легализација на бесправни објекти да се јават кај геодетските фирми кои се овластени за изработка на геодетските елаборати, да ги поднесат барањата и да ги изработените геодетски елаборати да ги достават до општина Кочани во овој предвиден период, бидејќи согласно законот, после овој период нема да се примат дополнителни барања, односно барања за дополнување на веќе поднесените барања, односно изработените геодетски елаборати, со што нема да можат да си го завршат процесот на легализација. А согласно законот, основниот закон што е за легализација, оние кои нема да бидат легализирани објекти, тие веќе подлежат под законот за рушење на бесправно изградените објекти. Покрај ова, секретарот Петар Апостолов информираше и за исходот од неодамно објавениот оглас за продажба на градежно земјиште, за кој вели дека е успешно реализиран. За викенд куќите на Пониква постои голем интерес и понатаму, не само кај граѓаните на општина Кочани, него кај граѓаните на територијата на цела Република Македонија, посебно кај граѓаните на град на Скопје, Куманово, Штип и сите овие општини се јавуваат и тражат градежна парцела повеќе.